Повторно лажни дојави за бомби ги испразнија скопските средни училишта. Првата смена во гимназиите Јосип Броз Тито, Никола Карев, Орце Николов и Раде Јовчевски Корчагин беа евакуирани рано утрината, а антитерористичките екипи проверуваа, пошто од МВР потврдија дека се работи за лажни дојави. Министерството за внатрешни работи ја известува јавноста дека се направени сите потребни проверки во врска со денешните пријави дека 4 училишта на територија на Скопје добиле порака на електронската адреса со закана за поставена експлозивна направа и утврдено е дека станува збор за лажни пријави. Веднаш по добиените пријави од полициските службеници се преземени мерки за безбедно евакуирање на училиштата, а потоа се извршени и детални проверки од тимови за антитерористички проверки и утврдено е дека станува збор за лажни пријави. Ова е трета недела со закани за бомби во скопските средни училишта. Сите досегашни закани се утврди дека биле лажни. Децата со денови губат часови, а наредбата од Министерството за образование е пропуштената настава да се надомести до крајот на првото полугодие. Мотивот за експертите е очигледен да се предизвика страв и паника кај населението. Може да стои и поединец, а може да стои и група. Група која што има интерес. Може да стои странска служба, може да стои средношколец кој што нема што да прави, може да стои неговата тетка, војна, било кој, не е важно. Хибридната закана за нас е од безбедносен аспект многу реална. И без разлика која праќа и со која цел ја праќа, мора безбедносните служби да одговорат соодветно. Мора да проверат, мора да го евакуираат просторот, мора учениците, наставниците и сите други да бидат однесени на безбедно и да си течат редовните безбедносни процедури. Тактиката на дојавувачите постојано се менува. Последните дојави, вклучително и денешната, се случија наутро, за разлика од претходно кога дојавите пристигнаа напладне. Надлежните велат дека знаат од каде пристигаат имејл пораките, но засега се уште без разрешница.